Вработувањето на определено време од 5 години е најлошата можна опција која што создава комплетна несигурност кај работниците. И таа е една од причините за да тие се иселуваат од Македонија. Со новиот закон за работни односи тоа мора драстично да се намали, затоа што се злоупотребува од страна на работодавачите, сметаат експертите и познавачите на работничките права. Сега нема вработување на неопределено време, туку само на определено време, и тоа за жал вработување на определено време на еден месец, што е стварно смешно. Значи секој месец работодавачите си дозволуваат илјадници работници да ги одјавуваат или да ги прејуваат. Со тоа се намалува сигурноста на работниците во смисла на тоа да пред нова година во една фирма овде во Прилеп испуштија поголем број на вработени, бидејќи му завршил договорот и не знаејќи тие последниот ден идат на нова година, му велат од утре не сте на работа. Значи ова што моментално се случува со младите да се иселуваат, дел се должи и на оваа работа. Проблем било и вработувањето преку агенции за привремени вработувања каде работниците немале никакви права. Дел и во јавните предпријатија, и во приватните, и во државните предпријатија се вработуваат на начин што преку задруги се вработуваат и работат одговорни работни места по локалните самоуправи, по фондовите и така натака. И во тој случај тие пак немаат никакви права од работен однос, бидејќи во една фирма се вработуваат, а во сосема друга фирма работат. Според Ангелески, секоја фирма која што има над 15 вработени треба да има и колективен договор за да се заштитат правата на работниците. Ако општеството сака да му останат младите луѓе во Македонија да работат овде, треба да му дадат една основна правна и социјална сигурност за да можат со две работнички плати да опстанат овде и да не бегаат да оставаат и деца и кујчи имоти и да си оставаат државата се со цел да на некаков начин заработат во туѓи земји. Исто така било жално тоа што во 21. век, кога компаниите на Запад започнуваат и со делење на акции на работниците, само тие да бидат што полојални, кај нас не се дозволува ниту синдикално организирање во дел од фирмите.